Пачовска, Павгјочев, само еден момент. Во еден период автономистите и комунистите беа во сојузници. Кога зборам за автономисти, зборувам за привазениците на идејата за меѓу двете војни. Кај се разделија? За да станат после лути противници, па и да ја доживеме ова голгота на реваншистички. Комунистите издржаа во таа соработка и ги обвинија автономистите дека они клонат према Бугарија, дека се десничари, што е точно десничари и така натаму, и дека они може да го соберат кајмакот пред комунистите. И тоа е во Велес типично, многу имаат речено, и тие истакнати комунисти од Велес, нема да ги спомнувам, практично се уплашиле дали го земат примотот дека они ја извојувале победата. Пачовска? Но тука е проблемот и на определбата на коминтерната, идеолошката, класната определба и така натаму. Сепак десницата и левицата во еден период соработувале на националното прашање, но сепак предоминантно станало и со формирањето и после војната во Македонија тоа дојде до израз класната компонента на сметка на националното. Ние често пати зборуваме за диалектика меѓу класното и националното, но факт е дека победила болшевичката класната компонента. Значи тоа биле луѓе индоктринирани со една таква комунистичка ориентација која не поднесувала, барем таа логиката на таа класна логика не поднесувала друга идеолошка струја или примес. И мислам дека растепот можеби и заради ривалството кој ќе го собере кајмакот со зборовите на господинот Павгјорчев, но сметам дека сепак тука во суштина идеолошкиот судир или идеолошкиот јас бил доминантен. Бидејќи после војната сепак на идеолошка основа најголем дел од луѓето се судени како класни непријатели, вакви непријатели такви, но доминирал идеолошката компонента. А тоа е еден период кога сме биле под советско влијание, коминтерната била силна, тие биле членки на коминтерната, така да сепак таа логика на коминтерната и на болшевизмот доминантен бил кај многу од овие. Поштовани гледачи, следите емисијата Чуму. Еден од вас го отвори прашањето за балистите или за Бали Комтар. За оние што можеби потрпеливо ги следат овие дебати, веројатно ќе се сетат дека 2004 година, кон крајот на 2004 година, во студиото на А1, на дебата околу историското превреднување или вреднување на балистичкото движење на Бали Комтар, со идејата што тогаш во албанската средина се појави за рехабилитација, односно возобновување на политичко движење Бали Комтар, дојде до спор меѓу историчарите од Институтот за историја. Еве да видите акцентот од таа дебата. Балистичката организација имаше единствена цел само и само да го протера и уништи македонското население. Всушност имаме и документи. Една од тие документи од 1942 година објавено од Абди Голја, префект на Дебарската префектура, кој што кажува до своите подчинети од големо национално значење да се протераат македонците од нивните огништа. Бисимо, имате ли вие коментар? Ја сега кажува некои произволни невистини. Сега ако албанците го испразнило македонското население од Западна Македонија, кој после Втората светска војна од 45-та до денеска го испразни македонското население од Мариево, од Паланечко, од Кумановско, патот од Куманово до Крива Паланка е празно. Сите села се празни. Кој ги испразни? Албанци ли и таму ли десуваше Бали Комтар? А сега за Бали Комтар се кажуваат многу невистини. Кога се кажува дека со помош на германците, може би соработува со германците, меѓутоа тие во основа биле сили кои што биле против комунистички, антикомунистички настроени сили. Кога е формирано Бали Комтар во 1942 година, во 1945 година после капитулацијата на Италија е формирано една делегација од комунистичка од Народно-ослободителниот фронт на Албанија под раководство на Комунистичка партија на Албанија. Делегација од 20 членови, може и по име да ја кажам име Дишница и Мустафа Ѓинуши, тие се седнале со представници на Бали Комтар и се договориле да направат еден заеднички комитет за спас на Албанија. И тоа да по 6 члена да има и од Народно-ослободителниот фронт и од Бали Комтар. Меѓутоа, од кога се врати од конференцијата, од кога дале свој подпис со Амин од Енвер Хоџа, меѓутоа, после притисокот од Комунистичката партија на Југославија, од Темпо, од Мугоша,
тие се предомислиле, Комунистичката партија на Албанија, и еден по еден сите луѓе кои што беа во таа организација на Национално освободителен фронт на Албанија, каде што навистина немаше само комунисти, бидејќи тоа е формиран една година пред тоа, и таму имаше и други организации, не беа само Комунистичка партија, туку имаше и од легалитети представници на кралот Ахмед Зогу. Еден по еден подосна сите тие се или ликвидирани или се испратени во концентрациони логори. Дали Како сега што, здраво само да завршам, говорите? како што се случувало со господинот, дека навистина не биле сите партизани комунисти. Меѓутоа главна идеологија била комунистичката и затоа биле политичките комесари. Сите оние луѓе кои што не биле комунисти, после 45 година или се испратени на Голи оток или се отстранети од функциите, што е случајот и со Ченто. Мислам, ми настаните од Скопското крале ги знаеме сите. Сите оние што не се согласувале да одат, например, на Сремскиот фронт, во еден напред на интернационализам, или некој беа И на Сремски и на Солун, како што беше големата идеја. Исте случаи со албанците. Добро. Бали Комтар, да завршам, Бали Комтар се борел, против Бали Комтар се борел и единиците на партизанските единици на Албанија се борел против Бали Комтар. Само морам да интервенирам тука една работа, очигледно дека колегата се обидува некои работи да ја каже, но недоволно стручно зашто не работи на овој период. Мислам дека не се работи дека територијата до Крива Паланка е празна и така натаму. Не рекол така. Се работи во тоа што во Западна Македонија ние имаме испразнети села точно поради активностите на балистичката организација.